како фирма блиска до Рашковски земала тендери вредни 850.000 евра од Дрисла. Како во време на СДСМ, додека со Дрисла управува Коста Начевски, роднина на Рашковски и функционер на СДСМ, фирмата Алпина Градба на Александар Пиперевалиев од Струмица, бизнис партнер на Заеви и роднина на Рашковски, склучува договори за изнаемување на машини со јавното предпријатие, за што му се исплаќаат близу 1 милион евра. Фирмата Алпина Градба, собственост на Пиперевалиев од Струмица, близок до Рашковски, со само 2 договори од 2019 и 2020 година, успева со изнаемување на машини да оствари приход од Дрисла близу 1 милион евра. Како токму фирмата од Струмица, блиска до Заеви и до Рашковски, го добива тендерот за изнаемување машини во Дрисла. Дали и за Алпина Градба е менувана тендерска документација во отворена постапка. Како тече постапката и како се мести тендерот за струмичката фирма? Одговор ќе ви дадам сега. Според договорот од 2020 година, вреден над 12 милиони денари, и тоа е првата работа од како Дрисла станува јавно предпријатие и со предпријатието почнува да управува Коста Начевски, се распишува оглас за изнаемување на механизација, кој што првично содржи услови за заинтересираните фирми да имаат минимален годишен приход од 20 милиони денари годишно, 3 последователни години. Последните години да имаат најмалку 12 вработени и други критериуми, кои што, замислете, додека е отворена постапката, се менуваат и се бришат. Односно, огласот почнува да ги добива контурите, токму како фирмата на Пиперевалиев од Струмица, бизнис партнер на Заев и роднина на Драги Рашковски, во тој момент генерален секретар на владата. Вториот спорен момент е што за договорот меѓу Дрисла и фирмата на Пиперевалиев е прекршен законот за јавни набавки и договорот е склучен во 4 очи. Почитувани, додека државата тонеше економски, здравствено, образовно и на секој друго поле, СДСМ тера бизниси во чија што основа лежат криминал и корупција. Се менуваат услови на тендери во отворена постапка, а бизнисите ги делат братучеди и роднини на функционери од владата. Тоа беше тенденцијата и сликата за владењето на СДСМ изминатите 5 години. Тоа е сликата која што се уште не е сменета. Единствена промена ќе дојде со предвремени, брзи парламентарни избори. Ви благодарам.